Добар ден, почитувана публико, и добре дојдовте назад во новото продолжение на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Денеска продолжуваме со анализата на емисијата на 24 Отворено во однос на лустрацијата, на која што беа гости Владимир Милчин, Александар Диневски, Илија Димовски, Томе Аџиев и уште една пратеничка од СДСМ, Ванчевска, домаќин беше Момир Чадиковски. Младен Чадиковски. Младен Чадиковски, се извинувам. Значи, одиме со нашиот следен инсерт, а тоа ќе биде Владимир Милчин, коментира неговото мислење зошто тој е против поништување на лустрацијата, меѓутоа натаму дава некои негови објаснувања. Па да го преслушаме Милчин и додиме со нашите коментари. Тешко е да најдам аргументи против поништувањето. Меѓутоа, имам еден аргумент. Можда и повеќе од еден. Прво, мислам дека одлуката е задоцнета. Таа требаше да биде донесена 2017, а не 2019, кога завршуваат 5 години во кои има право на оспорување од кога станува правосилна. Значи, овде не завлегувам сега во политичките димензии. Дали ти е јасно прилика за што зборува тука? За доснување на одлуката, поминале 5 години за доснување? За мене ми е јасно, а и на Милчин ми е јасно, ма се обидува да се сокрие повторно вистината. Свесно е власта и свесно за овие 3,5-4 години колку е на власт СДС, го одбегна донесувањето на овој закон. Иако Милчин го најави уште во емисијата од која пред малку извадивме, во минатата емисија, извадивме делови, и тој се тогаш најави дека законот кој ќе дојдат на власт ќе биде поништен. Да. За лустрации, дека тука се работи за ако се донесеше овој закон во рокот 5 години, тогаш ќе има тие право на поднесат тужби. Добро, зарем нема можност тоа да го прават и сега? Па добро, сега со законот има кој ќе побара обештетувања, ќе треба да образложат и кој ќе поднесе Милчин, ајде за Милчин да го оставиме настрана, кој ќе поднесе Фрчковски или Богоевски или Сијан Абрамовски, тогаш ќе се јавиме ние кои сме оштетени, кои сме прогонувани од нив. И не сакајќи ќе се отворя процесите, Ке се направеше спонтана лустрација. спонтана тоа што не сака тие што да го се плашат. Значи, во ред, значи тие досега не го оспорувале законот на суд, затоа што ќе се направеше лустрација и сега за нив беше неопходно првен поништување на овој закон па да може да се прави било што. Тука е целата игра и сега Милчин глуми увреđен и изненаđен. Да. Во ред, од овој инсерт има уште малку Милчин нешто да каже. Можеме после. Ова што сега се прави, всушност нема да биде само правда за оние кои не биле соработници на службата за државна безбедност, а биле етикетирани како кодоши и им било судено како кодоши. Туку има уште една димензија. Ова сега ќе овозможи да биде заборавено практично злоделото на налагодавците и на извршителите, вклучително и господинот Аџиев како претседател на комисијата и судиите во двете нивоа на управниот суд, кои не дозволува одбрана и одлучува во отсуство на обвинетите. Па нема што долго да се дискутира. Ова го објаснивме за управниот суд. Мислам, Не, ова намерно овој инсерт го вклучив тука, затоа што покажува дека Милчин само бара одмазда. да. Намерно го ставив тука затоа што Милчин и неговата банда лустрацијата ја викаат реваншизам, одмазда, едно друго. Од една страна не признаваат дека имало злодела, меѓутоа викаат дека имало одмазда. Да. Одмазда зашто? Во тај случај нема причина зашто да има одмазда. Меѓутоа тука еве го самиот кај
му се гледа во тонот, му се гледа во гримасите на лицето, му се гледа во она што го збори, дека тој бара одмазда. Тоа е друго ништо. Океј, одиме со следниот инсерт, а тоа е повторно Милчин. И сега тука малку подметнува една манипулација, 9:46, уште малку. Уште една работа. Документите. Комисијата во мојот случај решаваше по документ кој е досие кој е отворено за лице кое било осомничено за подготовка на насилно уривање на уставот. Тоа лице е Владимир Милчин и досието му е отворено 77 година поради. Лака сега. Ја имаме пред нас книгата Црните страници на УДБА, ова е том 9 дел 1, што се однесува токму на лустрацијата. Има уште од ова излагање негово на кое што ќе навлеземе малку подлабоко, меѓутоа тука само детал да кажам дека тој вика дека неговата лустрација била извршена чисто од неговото досие. Точно е дека има белешки од неговото досие, од досието драматург. Меѓутоа, првата белешка во која што се појавува тој во 81 година, тој се појавува како извор. Службена белешка за обработка, не знаеме кое е лицето кое се обработува. Има друга белешка во која што тој се појавува. Покажи да се гледа на камера да видат луѓе дека се работи. Да, или можеби во постпродукција ќе треба. Постпродукција. Сега не знаеме што се гледа таму. Ако треба во постпродукција ќе додадеме. Меѓутоа, тука е една службена белешка каде тој се појавува како извор во 81 година, кога бил под претходна обработка. Ќе дојдеме до тоа понатаму, ќе ги објаснеме тие термини. Има друга белешка од 77, повторно тој е во претходна обработка, значи во 1977 година, кога тој вика дека му отворено досието. Во оваа белешка е јасно од оперативната забелешка. Еве ќе ја прочитаме оперативната забелешка и ќе видиме дека тој всушност делува во својство на агент провокатор. Оперативната забелешка е тој значи бил на патување во Чехословачка. Вели со изворот се договорив да доколку некој писмено му се објави доколку некој писмено му се јави од Чехословачка социјалистичка република во врска со неговиот престој, за тоа да ме обавести. Лично мислам при тоа, имајќи го во вид однесувањето на ПО драматург за време на разговорот, тој чувствува одредено задоволство од се што се има случено околу забраната на премиерата на Големата вода и дека тоа ќе го искористи во градење на личен престиж во средината каде што работи и живее. Со материјалот ќе се запознае инспекторот. Значи, јасно се гледа дека тој бил пратен во Чехословачка за време на времето кога Југославија и Советскиот сојуз не беа во најдобри односи. И мислам дека татарската представа сега колку ме држи умот, иако сум заболел многу работа, така да нема да го взимате ова како 100% точно што ќе го кажам, мислам дека беше таа татарска представа нешто во врска со Советскиот сојуз и нормално дека често ќе забранат. Да. Ама тоа беше провокација и дигање на рейтинг дома во Југославија на Милчин, посебно во Македонија, дека тој е забрануван режисер во комунистички држави. Да. Граѓанска десница. Значи тоа ми беше, прво да покажеме дека не е точно неговото тврдење дека во неговата лустрација било користено само неговото досие. Да, има и кај што бил извор значи досие. А после ќе објасниме тоа, претходна обработка е се уште не си формално соработник, тука си во фаза каде што те подготвуваат да биде соработник. Да, значи и пред да биде формално соработник, тој веќе соработува со службите. Одиме понатаму. Значи тој почна со објаснението дека досието му било отворено 77. Досието му е отворено 77 година поради учество во студентски демонстрации 68, анархолиберализам
припадништво на граѓанска десница и поддршка на македонски писатели кои биле сметани за националисти и он као драматург ги ставал на репертуарот во МНТ. Тоа се Богомил Ѓузел и Миле Неделковски. Значи прво, да почнеме од почеток. Тој сега, значи, тврди дека неговото досие отворено во 77 година е поради негово учество во студентските протести, 68 анархолиберализам, припадништво во граѓанска десница и поддршка на националисти. Значи, што сака тој првен да каже тука? Дека и тој бил, дека тој само бил жртва на службите. Да. Ама има прво да тргнеме поведем јас наред. Да се отвори досие 77 година за настан 68 година. Студентските протести беа 68 година. Да. Значи 9 години после настан. Тогаш ќе морало да има тогашните организатори на студентските протести продолжиле активно да работат во илегала. Да имале своји пунктови, организација која е илегална и која ја прогонува СДБ. Ама и што работела СДБ во тие 9 години? Ја прогонувала, таа била тајна, толку конспиративна да не можела да ја открие. Сега не открила до 77 дека Милчин е дел од таа организација. 77 открива, но тоа е обично една техникалија. Ке се послужам со еден друг прогонуван човек. Да. Ристо Шишков. Тој има досие отворено 1972 година под број 6002. Во него нема псевдоним. ПОО е во тој. Досието отворено на 7.3.1972 година. Сега, само ќе споменам зошто е отворено тогаш досието. На 21.3.1972 година експлодираат првите бомби на бомбашите пред представништво на политика во Белград. Тоа е акција Пластика, со која Милчин, Ристо Шишков и Дане Поповски, семестени од Иван Бабановски СДБ, дека се водачи на групата која ги подметнува бомбите и требале да бидат судени како терористи. Така да, второто досие на Шишков е отворено 75 година. И тоа се води под име, под псевдоним Табакера и носи број претходна оперативна вработка 6407, отворено на 9.9.75 година. Така да, истиот човек е сега тука постојат уште една работа. Или се работи за кај Шишков се работи за предавање на бидејќи првото досие му го води Иван Бабановски. Тој заминува на повисока функција благодарејќи на неговата идеја да се формира, да се направат бомбите, таа акција за поставување на бомби и да се осудат некои луѓе кои немат врска со бомбите, да се прогонуваат, но тој план не му успева до крај, бидејќи главната цел Дане Поповски и Ристо Шишков не успева да ги уапсат. Се апси групата банкари. Да, па сега јас ќе се обидам да го објаснам ова на еден друг начин. Мислам, за истото зборуваме, меѓутоа, ти од еден агол, јас од мој друг агол ќе се обидам да го опишам. Значи, како што викаш ти, нема логика досието на Милчин да е отворено дури 9 години после протестите во кои тој бил замешан. Од она што успеав јас да го согледам од досиејата, многу поголема логика е дека досието на Милчин е почнато во 68 година. Да, то сигурно. А дека ова што му е дадено нему, сега дали толку му е дадено, верувам дека му е дадено тоа. Да. Значи, нема да кажам дека тој лаже или нешто. Не. Тоа е досието со кое што тој располага, тоа е досието и со кое што располага архивот. Да. Државниот архив. Меѓутоа, ќе земеме твоето досие, претходна вработка Црни. Првата белешка во досието, најраната белешка која што ти даде на тебе, е од октомври 92 година. Службена белешка, предмет Јордан Петровски, значи немаш псевдоним сега тука, од Куманово, преучување
И сега, тука дава извештај. По барање на прва управа на СДБ извршени се целосни проверки на листото Јордан Петровски од татко и мајка, на таа адреса, татко на толку деца, држављанство и на друго. Се. Потоа се оди на твојата на семената историја на твоето семејство. Да. Па се оди на Историјата на мојата историјата на семејството на твојата мајка. Да. Па се оди на историјата на семејството на мојата мајка, на твојата сопруга. Да. Па се оди во историјата на вашите тоа генерали што сте образувани, каде сте завршиле училиште на друго. Значи тоа е првата белешка во досијата. Да. Материјалов овој да се сготви, треба белешки, извештај. Да, постојат белешки. Па затоа реков кај Милчин, или се работи за предавање. Да. Дека го водел еден инспектор Да. од 68 до 77 година и потоа е предаден на друг инспектор и отворено ново досие. Да. Како драматург. Да. Што е претходното досие, каде е, какво е, има мора да постои. Треба да се тоа е постои на микрофилмови. Да. Тоа до тоа ќе дојдеме подоцна. Да. Значи сега се годиме со реплика на неговото тврдење дека бил жртва. Ќе дадеме Томе Аџиев, нека ја даде репликата. Во однос сакам да коментирам малце на досието на господинот Милчин. Точно дека тој беше следен од службите за државна безбедност како припадник на така наречената граѓанска десница. Меѓутоа, сите соработници, службите ги прибирале на тој начин. Ги следеле тие лица, а после врбувале соработници од тие. Врз основа на некои компрометирачки материјали до кои ќе биде стигнати. И така е човекот користен како информатор, односно како извор на информации за одредени лица. И сега не е спорно, ние не го спориме дека тој во еден период беше следен, ама покасно беше веќе вклучен во таа соработничка мрежа. И се до оној момент кога станува професор, тогаш како легална врска почува да си го користи. Не се согласувам со тоа дека тој бил жртва на еден режим, па и сега на наш режим. Добре, благодарам. На крај крајва Да. Се искажавте? не треба да ги поистоветуваме. Тие жртви сега во тоа досие ние што го гледавме. И уште едно досие друго што го гледавме. Имаше и доста други личности кои на ист начин ја застапува граѓанска десница, односно либерализам, анархолиберализам, па тие не станале соработници. Тоа веќе не знам како да го коментирам. Вториот дел малку повеќе од мерак сакав да го пуштам, меѓутоа првиот дел на Аџиев, каде го опишува процесот на како службите врбуваат соработници. Ова е процес кој што ние го имаме објаснувано на неколку пати, сме се обидели да го објасниме, меѓутоа нема да е лошо повторно малку да дадеме подсетување од прилика како оди тоа. Еве, Аџиев тука го почнува тоа. Да, целта на службата не ја објасни Фршковски. Да се узбива. Да се узбива. Добро, јас би рекол целта на службата е да го крши моралниот да го крши моралното ткиво на човекот. Нејзина работа е од морален, правдолюбив човек да направи човек кој што нема проблем со лажење, со кодошење, со крадење, со зимање на работи што не му припаѓаат. Да униши човечноста во човек. Да. Толку. Да. Мислам, тоа е. Да. И сега, значи, што значи тоа? Тоа значи дека секој кој што станал соработник на службата, првин отпочнал како човек кој што го обработува. Зошто? Затоа што службата мора да се увери во квалитетите на нејзиниот соработник, од една страна дека идеолошко политички се на иста линија, од друга страна дека човеков е доверлив, дека и квалитетот на информации што ќе го дава дека е корисен за нив. Па претходната обработка или претходна оперативна обработка се моделира објектот. Да. Службата го моделира. Да. И, ако го измоделира по свој кеф, го не регистрира. И му дава нова ознака. Например, сега можеме ова да го земеме на еден друг начин. Кога некој младинец се придружува на банда, Да. обично
тој добива задача, како прва задача е да ограби некој невин човек, Да. убие некој познат, нешто така. Со што тој Младенецки се да. докаже дека е и способен, меѓутоа и дека е лојален на службата. И сега тоа е, точно е дека Владе Милчин во првиот дел на неговата врска со службата бил во претходна обработка, бил обработуван. Меѓутоа и тука има и во таа фаза можеш да се поставуваш или пријателски или непријателски кон службата. Точно така. Ова го многу подетално го објаснивме во овие текстовите и затоа сега да не го повторуваме се тоа. Не, ја само ќе додадам една многу битна работа. Да стане јасно. Јас сум тој кој успеа да се вратам, да ја добиам понудата, службата да доби уверување дека сум готов да станам нејзин соработник. Да. И да ја примам задачата, да не ја исполнам и да се вратам назад. Сите кои биле обработувани од службата, а чувме дека само после 91 година имало илјадници. Го поминале тој пат. Собствената вина тие ја признаваат сега затоа што молчат. Никој не излегува од нив да го каже ова што јас го зборувам. Да. Бидејќи и тие го поминале мојот пат. Јас го поминал всушност нивниот пат. Значи тоа е системот на службата. Да, ти си го минал нивниот пат, тие не го минале твојот. Тие не се вратиле од Тие таму. не се вратиле од таму. Да. Но сега имаат шанса. Бидејќи голем дел од нив, јас би рекол 80-90%, не направиле никакво кривично дело, иако биле соработници. Да. И дека сега треба, бидејќи тие се жртви, биле уценувани со работно место, со нешто од приватниот живот. Еден куп уцени, да нема да му се вработат децата. Не знам што не употребува веќе. Репертуарот на употреби на СДБ, на тајната полиција е преширок. Јас сум го почувствувал во неколку работи, но секој од тие, како што вели Слободан Погоевски, 350.000 соработника, кои моментално ги има во Македонија. Секој е приказна за себе. Да. Секој. И затоа Меѓутоа принципот е кој? Принципот е службата првим прави проценка за карактерот на човекот во прашање и потоа се бара начин како таа слабостите кои што ќе ги утврди да му се мене поентата ми е сосема експлоатираат. Треба да се сите тие кои реков пред малку 80-90% од нив немаат направено кривично дело. За мене соработник на полицијата кој не треба да се гони, не е човек кој го повикале на разговор. Еве за мене. Да. Ја кажал вистината, она што не потпаднал под идејата на инспекторот или на службата да конструира, тој да учествува во конструкција на местенка да ме намести мене. Тука е проблемот. Секој кој учествува во такви тоа се веќе кривични дела. Тој треба да одговара. Тој треба да се суди. Сега да не малку прескокнувам, затоа велам првин да го, ако веќе одиме во таа насока, првин да одиме малку чекор по чекор. Значи првин што прави службата го анализира предметот, му бара слаба точка и потоа се обидува да ја експлоатира таа слаба точка. Сега, при експлоатацијата на тие слаби точки, тогаш доаѓа поставувањето на задачи. Да. И сега, значи, тоа е тоа што го зборуваш ти. Значи, му се задава задача на извесен човек. Не, веќе тука не станува збор за што правеше Рајко Петко Марко, кај беше денеска, или што муабет правевте кога бевте на кафе. Туку, веќе сега одиме во завери. Како кај мене. Ги тера дел од нив беа инструирани да влезат со мене во бизнис. Да. За да
да го создадат бизнисот, да добие инструкции на кој начин да ми го уништат бизнисот. Тоа е тоа. Да. И тие сега, дел од тие луѓе кои биле врбувани, постои во досието постојат кои се, ја ги знам кои се, по име и по презиме, тие дел се откажале од нив, се тргнале настрана, дел останале. Да. И сега, јас не можам да кажам дека за тие што биле повикани на разговор, те викаат со покана. Да. Не можеш да одбиеш да појдеш. Не може. И сега, една друга, сега, значи тука тој морал да појде на разговор. Да. И сега, што е разликата? Разликата е што, например, во твоето досиево е убаво го разработивме во текстот Да. за своите злодела, дел 3. Да. Во твоето досие, иако ти се даваат задачи, да одиш во бугарска амбасада, да подигнеш пари од таму едно друго, оперативните работници се незадоволни од тебе затоа што ти ги ескивираш задачите, не ги извршуваш задачите. Меѓутоа, сега сакам да го најдам извадокот од досието на Милчин, каде што вели дека тој ги спроведува зацртаните задачи. Мислам дека во трето продолжение. Не е во трето, сигурно ќе биде во четврто. Тука е разликата, мислам, тука тоа е она што Значи, ова е скенот од тоа. Значи, што вика? Имајќи ја во вид неговата научна и образовна дејност, не, се извинувам. Еве вака. Значи, ова е од цитат од досието, од фелтонот досие 25630. Тоа е фелтон на Милчин. Од авторското перо на Милчин. Вели вака, од друга страна, од 1982 година истиот е општествено политички активен. Во заграда. Секунда са. Да. Службата белешка во туѓото досие кај што не воѓа дека се работи во 81. Да. Значи веќе тој веднаш после проценката на службата, иако е претходна обработка, оперативна обработка, оценката на службата дека веќе заслужува да му дадат унапредување да го вклопат во системот е ова што следи. Да. Значи, општествено политички активен, во заграда извршен секретар на општински комитет на Сојуз на комунисти за Центар. Да. Општина Центар, Во тоа е Скопје. најбитната општина малтене во цела Македонија. И на факултетот за драмски уметности во Скопје. Целосно ја спроведувал политиката на Сојузот на комунисти и зацртаните задачи во рамките на своето работење. И сега поради тоа коментарот е дека треба да се продолжи контактот со него Да. и тој да се Тука не, задржи ќе како соработник. да. Тоа ќе го После објасниме кој после. Да. Меѓутоа понатаму се вели дека човекот треба да биде наш соработник, Да. бидејќи се покажал како Да, добар. тука. Значи тоа е тоа. Значи, иако тој во тој период се уште бил во претходна обработка, еве имаме докази од неговото досие кое што тој вика дека е досие на жртва. Да. Има докази кај што вели дека воопшто не бил жртва, дека тој се соработувал и значи тоа се оние сега детали кои што може да се разберат само доколку добро се проучуваат досијата, ако се прочитаат бајаги досија. И тука е она што сега овие кои што имаат, кои што работеле во службите како Диневски, како некои други што се Бабановски и не знам кои други кои имаат чести настапи во јавноста, намерно се обидуваат Пивоваров, да, Богоевски. да внесат уште поголеми забуни во тоа што се работело и како се работело во речникот и така натаму. Значи, одиме со следниот инсерт. Со нова манипулација на Милчин. Ево, мислам дека треба сме тука. Благодарам. Кратко, Милчин, да одговорите, па да одиме и со Многу други. кратко. Имаше многу манипулација за еден извештај, потпишан од еден, мислам, виши инспектор. Ќе го кажам и името, Слободан Катушевски. Многу беше индикативно дека кога го добив моето досие, копијата од моето досие на увид во МВР, беа наведени и лицата 8 службеници на државната безбедност работеле на мене. Името на Слободан Катушевски, чиј документ е подметнат во досието, таму го нема. Затоа мислам дека тука е направена една сериозна, што би рекле србите, не ми текнува сега посочен македонски збор, подметачина. Сега тука
станува збор, еве, ова е образецот 9 за што зборува Милчин. Тоа е образец кој што Комисијата за спроведување на постапка за пристап и увид во личните досиеа во ДБК, тоа беше комисијата која што ги ги доделуваше досиеата. Тоа беше формуларот, образецот кој што комисијата го испраќаше како одговор на прашалник на поединец дали има досие или не досие. Не, ова е првата страница на досието. Комисијата што прачеше беше само одговор. Да, ама и ова е од комисијата. Потпишано од спроведување, да. Ама е досието. Од досието, да, во ред. Значи, тука се најосновни податоци некои се даваат, значи Министерство за внатрешни работи, до кое лице, на кој датум, и вика, значи, точка 1, на формирање на личното досие учествувале следните службени лица од СДБ. Тука се наведени 6 души. Да. Точка 2, при формирање на личното досие на СДБ давале информации следните лица, и тука се наброени некои лица. Сега, малку само за вторите лица, за лицата, цивилните лица, кои давале. Тоа се лица кои се со име и презиме наведени. Да. И тоа се лица од моје окружување, кои биле повикани на разговор со... Да, никој од овие, мислам дека нема оперативна или било каква обработка. Да. Нема. Да. Тој нема псевдоним. Нема псевдоним и тие... Но, вистинските соработници, оние кои службата ги користела во местенки, пред малку што зборував за тоа, се со псевдоними или се... Да. Немат имиња. Сега, што е тука... Зошто е ова е еден ситен детаљ кој што и сепак мораме да го објасниме, зашто голема манипулација да. Тука што е сега, значи овој затоа викам јас дека ова не е суштински, ова не е вистинска прва страница на досието, иако е, да кажеме, условно кажано, ја викаме насловна страница. Ова страница, овој формулар е направен од како веќе е направена селекција кои страници што ќе се даде, кои белешки ќе се дадат, и на основа на тоа некој службеник ги пролистал страниците и вика, добро, значи во оваа белешка имаме оваа личност, ова лице, направил список. Сега, значи, за ова што го зборува Милчин е направено превид. Службеникот кој што ја составувал оваа страница, едноставно... Ги зел тие само луѓе. Тие. Бидејќи овдека кај мене се од 6 души, 4 се кумановци, 20 се од Скопје. Да. И тоа Добри Величковски како директор на подсекретар и Силјана Аврамовски како инспектор. Може би тој бил некој подсекретар за некој не, зашто станува за 6 години. Да, 6 години. Ова сите други се од Куманов. Да. Значи, сега. И сега, колку инспектори кои ги нема тука. Да. Од свој извор, од свој соработник, добиле информација за мене. Да. И ја проследиле во аналитика направила распоред и ја ставила во моето досие. Да. Значи, иако го нема тој инспектор тука, тој ќе се појави службената белешка негова, од неговиот избор, ќе биде во моето досие. Така да... Да, затоа што, еве, повторно да опишеме дел од работата на службата. Односно, оперативен работник прави информативен разговор со негова врска. Тоа може се прави во канцелариите на МВР, може се прави на улица, во кафич. Има известни инспектори кои што си имаат некоја кафана каде што тоа им е всушност канцеларијата. И тука тие си седат, им доаѓаат болешници, пациенти, тие си и после тоа ќе отиде на работа и ќе направи некаков извештај. После извештајот оди кај некој друг, па кај некој трет. Сега. Извештај некој дава, да кажеме, некој си Рајко за некоја што се случувало во некоја кафана. Значи имало те прати тебе, да речеме, ама покрај тебе имало и 10 души во кафана, седат, играле карти, не знам што. И сега, тој ги набројува сите. Инспекторот кој што е задолжен, например, за тебе, можеби не знае дека некој си друг тамо, Рајко, е следен од друг. Ама,
На крај кога ќе се направи извештајот, значи тие дактилографи едно друго кој ги прави извештаите, зашто не ги прави самиот оперативен работник, на крај кога ќе го направи извештајот, ќе направи посебна табела. Самиот ги прави. Во ред, има и случаи каде што други, меѓутоа тоа не е битно. На крајот на извештајот има табела и сега вика Рајко Трајковски. Значи ги вади како индекс прави на сите имиња кои што се тука. Владимир Милчин, Трпе Трпевски, едно друго и ќе нареди 7-8 имиња, сите имиња што биле спомнати ќе ги спомне. И сега, кога оди белешката во аналитика, друг кој ги познава тие имиња, ќе ја праќа, да. Аналитиката е мозокот на... И така, значи, ова што го споменува Милчин дека, што се обидува тој да направи тука? Тој се обидува да ја оспори валидноста на целата архивска граѓа. Тоа е цела работа. Бидејќи кај негово досието една страница имало еден превид каде што се јавува страница каде што ја потпишал некој инспектор кој што не бил наведен во овој образец 9, кој што се прави после досието. Значи, образецот 9 не е направен пред да се отвори досието, туку го прави тој во 2000-та година го прави, кога му предава досието. Значи, сега ти стави во предвид колку досиеа се подигнати тогаш, колку работа имале тие луѓе што ги изготвувале тие образци 9 и зарем не е нормално да се направи некаков таков ситен превид. Ама не е превид, мислам, воопшто не може да се збори за превид. Ова е најсериозно најблиското објаснување. Тој Катушевски водел друго лице, тоа лице го споменува Милчин и крај. Завршена приказна. Да. А тој инспектор, значи веројатно не ни работел на неговиот случај. Значи тук конкретно сакавме да посочиме дека Милчин сака да ја дискредитира целата документација и сега уште една работа. Еве, да кажеме дека има нешто во ова што го вика дека ова една белешка ја открива целата муќка или не знам што. Доказите дека Владимир Милчин соработувал со службите не се еднократни. Туку се повеќе кратки. Да е една белешка, па да кажеш еве подметната е белешка, да се створи сомневање дека една белешка е подметната во досието во кое тој се може да се заклучи дека соработник, но не е така. И на крај, не знам дали воопшто таа белешка била користена во неговата лустрација, еве што вика дека е подметачина. Да. Нема никаков доказ дека таа белешка била одиграла било каква улога. Во ред, сега значи во интерес на некакви си целини ќе го заклучиме ова продолжение и другите делови од емисијата ќе продолжиме да ги анализираме во идната емисија. Се надеваме, ви благодариме на вниманието и се надеваме дека ќе останете со нас и понатаму во ова откривање на нашата историја. До гледање. До гледање.